Ден пред црниот 15 септември, денот од кога неговиот ментор, Бранко Црвенковски, требаше да вработи барем по еден член од секое семејство, денес во Прилеп дојде Зоран Заев, аболицираниот криминалец, за да го најави 10-тиот поред јубилеен пораз на СДСМ. Почитувани, Заев денес ќе го забележите во Прилеп, како во својство на бизнисмен, водач на навивачка група балисти или како политичар ги разубедува своите членови дека нема 500.000 фантоми. Туку причина за поразите била погрешната политика на Социјалдемократскиот сојуз. Господине Заев, во Прилеп не сте добре дојден. Затоа што во вашите изјави одзвонуваат во главата на секој прилепчанец. Тоа дека ќе јадете живи луѓе, дека ќе бркате од работа од чистач до министер. Овој трговец со националните интереси, замислете, треба да ги погледне во очи тутунарите на кои не им се исплаќаа ни денар субвенции. Треба да се поздрави со пензионерите на кои им скратија повеќе пензии, плюс оние 8% намалена основица. Треба да ги види семејствата што добиле социјални станови, припадниците на МВР и АРМ, кои безмилосно беа напаѓани 3 месеци деноноќно. Треба да одржи средба со своите непријатели, новинарите, со бизнис секторот кој не му бил потребен, но и со родителите на најмладите во градинките и да ги убеди дека е добро нивните деца да учат албански јазик од 5 години. Сигурно дека нема да го направи ова, бидејќи неговата партија не се базира на проблемите од граѓаните и нивно решавање со конкретни проекти. Негова цел е да се уништи македонската економија и луѓето повторно да останат на улица. Ова сигурно дека македонскиот народ нема да му го дозволи, бидејќи ВМРО-ДПМН во коалиција со граѓаните успеа да направи општество кое е репер за успех во сите сфери на општественото живење. Препорачуваме да ја посети индустриската зона во Алинци и да ги види двете нови фабрики и инвестицијата во инфраструктура од 8 милиони евра. Така добро прошетан ќе може да се врати за Скопје и патем да види во која фаза е експресниот пат Прилеп-Градско во вредност од 80 милиони евра, проект на владата на ВМРО-ДПМН. За разлика од вас и вашата партија, Прилеп го водат одговорни политичари на кои проектите во интерес на граѓаните се пред се. Пред некој ден отворивме нова градинка, вчера камен темелник на ново училиште, а денес игралиште во гимназијата Мирче Јацев. Ви благодарам.